Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во нашата е-училница. Јас сум Зоран Арминовски, оделенски наставник во Основно училиште Кузма Јосиф Скипиту од Кичево. На почетокот од овој час по музичко образование ќе истакнам дека слушајќи музика, секојдневно доживуваме најразлични емоции. Тоа значи дека песната има моќ да влијае врз емоциите кај луѓето. Некогаш таа ги развеселува, некогаш ги смирува. Ако песната изобилува со смирувачки тонови, со бавно темпо, тивка мелодија, особено кај помалите деца може да делува приспивно. За таквата песна ќе кажеме дека е приспивна песна. Нотен запис за композицијата приспивна песна има на страна 57 во учебникот по музичко образование за 5-то оделение. Да слушнеме како звучи приспивна песна на пијано. А сега, за полесно да ја научиме песната, да се потсетиме на некои работи што сме ги учеле претходните часови по музичко образование. Според клучот, што се наоѓа на почеток на петолинието, на прва помошна цртичка е до. Под првата линија е ре. На прва линија е ми. Во првата празнина е фа. На втора линија се наоѓа сол. Во втора празнина ла. На трета линија е си и во трета празнина е до. Вертикалните црти, што ги гледаме кај петолинието, тие се викаат тактови црти или тактици. Растојанието од една тактова црта до друга го викаме такт. Во нашиот случај, кај приспивна песна, два такта означуваат една фраза или двотакт. Фразата уште се викаше двотакт. Да продолжиме со приспивна песна. Значи, имаме и тука клуч, тактот ни е 4/4, ќе внимаваме на траењето на тоновите, тоа зависи каква е нотата, дали е четвртина нота, дали е осмина нота, а од местото каде што е нотата зависи и како ќе биде нејзиното име. Одиме понатаму. Фраза по фраза да ја совладаме песната. Првата фраза почнува од првиот такт до крај на вториот такт. Сол, ми, сол, ми, ре, ми, фа, ре, ми, до. Ајде да слушнеме како звучи само првата фраза. Сега повторно да ја слушнеме првата фраза со тоа што обидете се вие да ја отпеете според солмизациските имиња. Одиме понатаму. Втората фраза, следните два такта. Тоновите ќе бидат
сол, ми. Сол, ми. Ре, фа, ми, ре, до, до. Да слушнеме. Ајде сега, обидете се да ја отпеете само втората фраза. Ајде сега двете фрази заедно. И првата фраза и втората. Така, одиме понатаму. Третата фраза. До, ла, сол, ми, ре, ми, фа, ре, ми, ре, до. Да слушнеме. Ајде уште еднаш, ама овој пат со пеење. Така. Четвртата фраза. До, ла, сол, ми, ре, фа, ми, ре, до, до. Да слушнеме. Да повториме сега. Ајде заедно, трета и четврта фраза. Ајде, пета фраза. Сол, ми. Сол, ми. Ре, фа, ми, ре, ми, до. Да ја слушнеме петата фраза. Уште еднаш да ја повториме. Така. Одиме понатаму. Шестата фраза. Сол, ми, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Да ја слушнеме шестата фраза. Ајде уште еднаш. Ајде сега двете фрази заедно, петта и шеста фраза. Така. Сега да се обидеме целата песна, да ја совладаме. Сега уште еднаш со тоа што сега нема да видат потпишани нотите.
Се надевам дека ја совладавте песната. Доколку е потребно, видеото можете да го враќате повеќе пати, додека не ви стане лесно да ја отпеете оваа приспивна песна. Да ја слушнеме уште еднаш, одсвирена на пијано, а вие, гледајќи тука во нотите, обидете се да ја испеете. На претходните часови учевме како се свири и на блок флейта. Кога веќе го знаеме распоредот на тоновите, каде е кај блок флейтата, потрудете се истава песна да ја одсвирите и на блок флейта. Ајде да слушнеме како би звучело. Задача. Обидете се да ја отпеете мелодијата на песната, онака како што вежбавме и како што веќе ви кажав, повторувајте го видеото додека не ја совладате песната. И обидете се истава оваа песна да ја отсвирите на блок флейта. До гледање, ученици!